Сатнам, добре дојде во нашиот медитативен круг. Се вклучуваме за нашата крија 40 дена, правиме медитација за подигнување на кундалини енергијата. Пред да почнеме, сакам да одговорам на некои основни прашања. Што е кундалини? Едноставно кажано, кундалини е животна енергија. Благодарение на кундалини, ние живееме, постоиме и сме проток на животната енергија која се случува и во видливиот и во невидливиот свет. Кога ќе кажеме подигнување на кундалини, на што се однесува? Се однесува на потенцијалот на животот кој е всаден во секој од нас. Ние користиме од животната енергија, меѓутоа во нас има се уште потенцијал кој јогините знаеле како да го активираат. Овие учења повеќе не се тајна, па така имаме многу традиции, многу различни учења од различен дел на светот, кои со своји методи и техники го прават истото. Што? Подигнување на кундалини. Зошто? Која е целта на подигнување на кундалини енергијата? Целта е да бидеме разбудени, да живееме будни, да живееме свесни, да уживаме подобро здравје, да уживаме поголема добросостојба и да можеме да го оствариме потенцијалот на нашата душа. Значи, потенцијалот, енергијата на нашата душа е во нас. Користиме мал процент од овој потенцијал. Активирањето на кундалини значи користење на поголем потенцијал на нашата душа, која е свесност, која е будност. Тоа го правиме на овој наш медитативен предизвик. По процесот ни се случува исцелување. Оваа крија го балансира нервниот систем, симпатичниот, парасимпатичниот и централниот нервен систем, кој само кога оптимално функционира и е активиран, може да биде спроводник на зголеменото количество на енергија, која е кундалини. Значи, преку балансирање на нервниот систем, нашата кундалини може да се активира и, односно, нашето тело може да биде просторот за зголемен капацитет на енергија. Активирањето, будењето е постепен и индивидуален процес кој не може да биде подеднаков кај сите, ниту треба да се очекува тоа што го читаш, што се случило кај некој, да биде исто и како тебе. Секогаш се случува интелигентно. Ова е природна интелигенција која преку процесот на исцелување работи во нашиот организам. Значи, таму каде што е најпотребна, таму ќе работи енергијата и евентуално во тој процес на наше континуирано активирање се активира и кундалини енергијата. Тоа се основни работи кои е важно да ги знаеме и некои од прашањата кои ве интересираат. Ова е простор каде што ги одговараме прашањата кои не ни се јасни и наместо да играме глув телефон на слушнато, недослушнато, најдобро е да прашаме и да разјасниме, да објасниме што се случува со праксата која правиме. Праксата на кундалини јога, според учењата на Јоги Баџан, е безбедна, практикувана според принципите и учењата како што се кажани, без додавање и одзимање и секако следење на индивидуалниот процес кој не може да биде ист за сите. Затоа
Morаме да сме присутни со себе си и да следиме што нам ни се случува и какви промени ни се случуваат. А за тоа да може да се случи, битно е фокусот да ни биде кон себе. Одлично. Сега сме подготвени и можеме да почнеме со праксата. За тие што првпат се вклучуваат во ова видео, во оваа пракса, односно, ќе ги дадам и инструкциите за мантрата пред да почнеме со кријата, инструкциите за медитацијата, па и мантрата, пред да почнеме со кријата, но најпрво да се вклучиме со Ади мантра. Седнати во исправена положба, исправен рветен столб, клуч на брадичката, што значи брадичка кон напред, вратот слободен и отворен. Дланките во молитва, вдиши, издиши. Вдиши. Издиши. Вдиши. Издиши. Вдиши да почнеме. Adgure Namah, Jugadgure Namah, Sadgure Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgure Namah, Jugadgure Namah, Sadgure Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgure Namah, Jugadgure Namah, Sadgure Namah, Sri Gurudevai Namah. Diši glaboko. Muband. Istiši. За кријата. Седиме исправени во која да е положба која ни одговара со исправен рбетен столб. Позиција на рацете. Од лактите кои се лесно покрај гранниот кош, кон врвот на прстите на рацете во права линија, под агол од 10 степени.
Значи рацете не се спуштени, туку се под аголо 10 степени во однос на лактите и прави. Десната дланка е врз левата дланка и се прекрстени. Палците се во страна и ширум обтегнати. Целите раце се цврсти и отворени ширум. Значи да чувствуваш мало истегнување додека ја држиш мудрата. Очите гледаат позади капаците на очите, кон назад. Дишењето. Во оваа положба вдишуваме длабоко, вдишуваме да се заклучи здивот, значи повеќе не може да зимаме здив. Повлекуваме со папокот и додека го држиме здивот во себе, ментално ја слушаме мантрата Har Har Waheguru, Har Har Waheguru. Онолку пати ја повторуваме колку што можеме да го држиме здивот задржан, удобно. Кога повеќе не можеме, издишуваме. Издиши комплетно. Задржи многу малку воздух, колку да може да останеш без воздух. Повлечи мубанд, повлекуваме ректум, секс орган, папок, држиме клуч и ја слушаме ментално мантрата Har Har Waheguru, Har Har Waheguru, онолку пати колку што можеме удобно да останеме без здив. Повторно вдиши и продолжи одново. Повторуваме во наредните 11 минути за редовни практиканти, тие што чувствуваме дека можеме, и 3 минути за тие што сме нови. Кога е задржан здивот на вдишување, визуализираме бела светлина како циркулира околу дланките. На издишување визуализираме како оваа светлина како молни излегува од врвовите на прстите. Додека ја правиме кријата, додека ја правиме медитацијата со сите сегменти што ги кажав. За крај, кога завршуваме, дишуваме длабоко, задржуваме здивот 20 на секунди, издишуваме и остануваме неколку мигови да се стабилизираме, да се прилагоди енергијата. На крајот праксата затвараме повторно со рацете во молитва и 3 долги сатна. Ја користиме мантрата Har Har Waheguru. Har е име за енергија, за креативната енергија. Креативната енергија е Har. Waheguru е доживувањето на благодет кој не може да биде опишан. Самото доживување на благодетот, на единството, на убавината, на внатрешната радост е неискажлива, не може да биде кажана, може да биде само доживеана. И Waheguru, кога ќе кажеме Waheguru, се однесува на ова доживување кој е восклик, кој не може да биде искажано. Значи, Har, креативната енергија, која е во мене, која ја активирам, која ја чувствувам, е Waheguru. Не можам да опишам, дека, бидејќи е неверојатна, е неопислива, неискажлива. Има многу фокуси, на повеќе треба да внимаваме, затоа почни постепено, фокусирај се на тоа што е приоритет во мигот додека ја правиш, држи ја будноста на одреден фокус, некогаш ќе заборавиш еден, па ќе се навратиш, дали е фокус на очите или ќе заборавиш визуализацијата или дишењето. Тоа се природни нешта кои се случуваат во процес на медитација. Медитацијата не е цел. Медитацијата е процес
кој овозможува координирање, прилагодување, усогласување, менување, трансформација, надминување. Се случува толку многу работи додека правиме една крија. Крија е акција и активност. Иако навидум изгледаме мирни, всушност се случува голема активност. Затоа, трпеливо, со самото присуство, со самото одвојување време, што ги правиш фокусите, што си дозволил да одиш понатаму, веќе е успех. Останува да го одиме патот. Погледнувам на тајмер, местиме положба и почнуваме.
Следниот пат на вдишување, диши длабоко. Суспендирај здивот најдолго што можеш, 20-30 секунди. Издиши кога мораш. Остани во себе. Рацете во Буда мудра или било која мудра во која ти е удобно. Биди со внатрешната енергија свесно. Љубов за сите, мир за сите, светлина за сите. Сатнам. Сатнам. Одлично, ова е прекрасно. Да, сакав да кажам, ако сме во циклус, не ги правиме клучевите, правиме само дишењето со удобно задржување на здивот внатре и надвор од себе. И до трет месец од бременост можеме да ги правиме задржувањето клучевите само кога бременоста е природна и нормална. После третиот месец од бременост не правиме ниту повлекување на папокот, ниту повлекување на првата и втората чакра. Ако има прашања, слободно, коментари, споделувања, многу се добре дојдени. До следната наша медитативна средба, се гледаме секој ден во нашиот медитативен круг, внатрешен, а вака се гледаме заедно од време на време, неколку пати за време на овие 40 дена медитација предизвик. Саднам.